Со нас во студиото е професор доктор Стојан Байрактаров, невропсихијатар. Докторе, добро утро, добро дојдовте во студиото. Добро утро. Ако можеме да го именуваме, тогаш можеме и да го контролираме. Можеме ли да ја контролираме, да ја насочуваме или да ја лекуваме колективната тага со која Македонија е соочена? Македонија крвари 2 дена. Пред се би сакал да изразам длабоко сочувство до фамилиите и до сите блиски, бидејќи ова е голема трагедија, а за справувањето со вакви колективни трагедии, на жалост, ние и премногу научивме, како што спомнавте пред малку, со големи трагедии во изминатите години и некако и нацијата, меѓутоа и ние интимно научивме дека како некои механизми на справување со тие трагедии. Научивме? Приватно. Интимно во себе. Интимно во како себе. Да се справуваме? Не зборам како општество, него зборивме дека ние и како генерации се соочуваме со многу трауми, и општествени, и социолошки. Навистина премно. И така да ние како човек, како индивидуа или како не зборам како општество дефинитивно не научивме. Меѓутоа, ние на жалост искуството не натера, што е многу тажно, меѓутоа искуството нели не натера ние да знаеме што е голема траума и да знаеме како да се справуваме за тоа на повеќе нивоа. И на психолошко, и на социолошко, и на било какво ниво, освен на политичко и општествено. Бидејќи живееме во вонредни околности 3,5 децении, и никако да заврши тој транзицијски период, тие вонредни околности, и постојано ни се случуваат вакви трагедии од помал или поголем размер. Еве во еден миг ноќта предходна згасна 60 млади животи. Го загубивме чувството што е нормално, што не е, што е добро, што е лошо. Дали вие како лекар за душата научивте како да бидете поимун од нас обичните кои не сме изучувале медицинска наука? Дали помалку допира до вас ова што се случува? Не. Дефинитивно. Напротив, може би само да имаме некоја познавање што ќе ни се случува и како ќе ни се нашите емотивни реакции, и бидејќи ние сме луѓе како и секој друг човек. Мора да кажам дека и најтешко нешто во мојата пракса психијатриска, па и сум зборил и со моите драги колеги психолози и со сите психотерапевти, дека најтешки случаи се да работиш со фамилии, со блиски кои загубиле свој близок. Или најголема болка е кога ќе загубиш свое дете и на скалата на психолошки болки, или кога ќе загубиш брат, сестра. Така да и самата наша психотерапевтска работа е многу стресна и ние исто така многу емотивно ја доживуваме тоа. 1 сат работа со такви родители сигурно не е многу потешка и тогаш и целиот ден не е фокусиран на тој 1 сат работа. Така да, меѓутоа, на жалост, како што кажавте, многу често се судуваме со такви проблеми или со предизвици да работиме со такви фамилии, бидејќи не е само еден третман или една средба со нив. Болката или тагата има своја патека и прво е акутна, меѓутоа таа продолжува, таа може да трае и со години, и сигурно дека треба една психотерапевтска или психолошка поддршка на тие лица. Какви се тие стадиуми на тага? Има ли времето лечи се или Не, дефинитивно не лечи се. Значи таква една голема болка не може да излечи времето, нели? Таа е трајна болка која ќе изгубиш собствено дете, може ти да човек да научи да се справува со тоа, да се прилагоди на ситуацијата, да направи механизми како полесно да ја поднесува таа болка, да не биде толку интензивна како кажи го почетниот, меѓутоа таа е неминлива болка. И тоа чувство на тага манифестира и физичка болка. Бидејќи умот може да резонира поинаку, меѓутоа кога боли душата, кој е лекот што го препорачувате или има ли техники како да се справат семејствата на загинати? Секако дека има техники и затоа сме затоа не е таква струката и пристапот, и секако дека на луѓето кои се под таков стрес треба да им се помогне уште во самиот старт, при самото да кажам информирање за самиот настан или за губитокот. И за тоа имаме едукација и сите здравствени работници, не само психијатри или психолози, така да сигурно дека треба да биде адекватна просторија, да се викне, да може да се искажат тагата, значи да се прифатат сите нивни реакции кои може да бидат од лютина, од без до интензивни други емотивни реакции, и сигурно таквата акутна реакција ќе трае и неколку дена. И така да фазите на тагата подоцна продолжуваат во една интензивна болка,
како што сме зборили друг пат, нели, по неколку месеци, потоа имаме прилагодување и потоа научење, прифаќање на реалноста и живење со тоа. Во сите тие фази има различни начини на поддршка на тие лица кои имаат губиток и има различни групи на кои треба да се усмери таа поддршка. Не е само, да кажам, родителите, тука се и браќите, и сестрите, и тука има мали деца спрема кои има нели специфични природи, има стари лица. Меѓутоа има едни други групи на, кажам, на луѓе кои бараат интензивна психолошка поддршка во конкретниот случај, тоа се луѓето кои се повредени или кои биле и сведоци таму на таа, да кажам, на таа несреќа, така да за сите тие треба веднаш да им се понуди, не само така имагинарно, него и конкретно, и тоа го прави системот. Како што кажав, на жалост, ние бевме сведоци и на војни, и на, да кажем, и на други стресови, така да кај нас не би можел да кажем на среќа, меѓутоа низ целата држава имаме едуциран, да кажем, персонал доволен кој може да помогне. Добро, веројатно како лекари, како интелектуалци, како човек пред сте размислувале на ниво на колективна свест. Зошто во Македонија, еве, 3 децении дозволуваме да ни биде виновен кабелот, гумата, брзинометарот, загинатиот возач. Не излекуваме на ниво на општество лекции од овие колективни трауми. Туку едноставно тагуваме, па по извесен период забораваме на тоа што се случило до следната трагедија што не фрла во една ваква колективна тага што трае со денови. Зошто бавно ги учиме лекциите? Што е тоа во душата или во свеста на македонскиот човек, на македонскиот граѓанин, што лесно се помирува со тој систем на неказнивост, тој систем на неодговорност, тој систем на корупција? Па, ако го гледаме од психолошка страна, тоа е дефинитивно недостатокот на градење на една колективна совест. Видејќи и, да кажам, и општествените критериуми кои се за успешна личност, или ако така се гради општествената совест, или ако така му помогаме на индивидуите да се гради самиот спрема успешноста или спрема некоја цел која треба да ја постигне, се дефинитивно со изместени морални вредности. Ако гледаме дека луѓе се најуспешни во Македонија или во регионот и во светот кои, да кажам, биле или во затвор, или на сомнителен начин станале, да кажам, многу успешни, и дека тоа е креираниот пат за успех е дека брз, без никакви, да кажам, скруптули, така да тоа е она што се промовира како начин на однесување. И тогаш се гради една личност од една колективна свест која треба да се гради на индивидуално ниво. Младите личности, како што гледате, дека имаат изместени вредности за совест. Ако сакаме да гледаме и психолошки кои се нели структурата на личноста, совест е една од главните онаа што го не гради како да бидеме општествено прилагодливи. Ако немаме изградено една таква совест, гледаме дека со луѓето кои чекав тука пред да дојдем на емисија, збореа дека имало и снимки кои јас не сум ги видел, дека деца снимале од надвор, наместо да помагаат, снимале како кажи го, гори дискотеката. Тоа покажува дека чувството за сензационализам е многу појако од едно чувство на емпатија, така да и тоа е пораката која праќаме. Битен сум јас, да бидам јас и да се чувам сами од себе си. Како можеме да го исчистиме тој талок на колективната душа? Ова што го велите, што со години е таложено така како погрешна вредност. Има ли лек? Како нема лек, меѓутоа тој лек е, да кажем, повеќе на како ќе се структурира општеството. Нашето општество на жалост се структурира на еден погрешен начин и вредностите кои ги промовира се доста погрешни. Тоа го гледаме нели и до овој степен. На многу нивоа отсуствува една општествена свест, совест, како сакате, за да дојде до една таква несреќа. Значи, така да начините се многу комплексни и на многу нивоа. Не е само да се каже дека само општествените лидери, почнувајќи од школите, почнувајќи од семејството, значи да се изгради една таква личност, не е само дека некој е крив еден. Многу фактори влијаеле да дојдеме до една таква позиција во која, например, еве ќе спомнам еден случај, кој едно дете мало се претепува во школа, го тепа поголемо дете од него, претепаното дете е женско, насилникот е машки и кога децата околу него се случува во ходник, никој не помага. Сите сликаат и викаат fight, fight, fight.
Така да, истото, на исто ниво е и сега сликањето од надвор. Имаме ли можност сила да се избавиме од оваа ситуација што ја опишувате? Имаме, секако, али треба да Како? секој да тргне од Дојде себе. моментот за рестартирање сега? Тоа моментот да дојде од многу давна. Момент за тоа што да дојде не од пред, да кажам, уште пред 30 години на погрешен пат сме го насочили општеството, кога тргнавме во транзиција и кога многу работи се опростувале и да кажам и тие луѓе, веројатно се најуспешните во секоја мини средина кои ги знаеме, кои на сумнителен пат станале, кога во една социјална средина, понашто ќе каже некој инфлуенсер што е со тотално погрешни вредности у својот бекграунд, е многу поцитиран него еден случај во својата Но ова возраст. чувство генерално што го опишувате не е само наш ексклузивитет, генерално вредностите се распаднати на секаде, не само во Македонија која влезе во транзиција пред 3 децени. Сакам да кажам да ја релативизирам вашава констатација дека ние пред 3 децени тргнавме на погрешен пат, па еве заглибивме кај што заглибивме. Целиот свет е во некој морален пат. Да, тоа дефинитивно. И како целиот свет имам впечаток како да врие и се чека некоја катарза па да се рестартираме. Нажалост, тие катарзи на неубав начин се случувале нели низ историјата. Најчесто во случај на војни, пак после ќе се рестартира, па ќе се промовира некој нов почеток, како што било после Прва светска војна, Втора светска војна, на жалост после 50 години пак доаѓаме до некој систем на генерални војни, пак чекаме некој рестарт и пак некоја картаза. Тоа го гледаме, тој циклус и го гледаме низ разни филмови, како на пример најпознатите филмови кои ги гледаме или серии како Star Wars, нели стално има циклуси добрите, лошите. Меѓутоа во Македонија она што мислам дека дефинитивно треба да направиме е она што ги гледам како се таковите во соседните земји, дефинитивно некако е повлечена една голема значајна група на луѓе кои може да го повлече тоа се нели интелектуалната, да кажем, интелектуалците во Македонија или академската. Да престанат да молчат, веројатно. Да. Имам впечаток дека се повлечени, дека имаат стилно однесување дека окей, јас да се прилагодам на ситуацијата и тука да видам значи не се прашувам јас, да се прашува другиот, еден мал дел доста добро профитира од своите, да кажам, политички ангажмани, меѓутоа другите се разлика од другите земји, како што гледам и во Србија, во Хрватска, па и во Босна, интелектуалната елита е доста да кажам, вклучена во општествените токови. Да, кога се соочивме со пандемијата пред 5 години, психолозите и психијатрите предупредуваа дека ќе дојде потоа пандемија на психотични ситуации, стресни, посттравматски синдроми, анксиозност. Од тогаш ни се случија сите овие несреќи, да не ги набројувам повторно, од Ласкарци, Бесатранс, модуларна болница, пожар, дискотека сега, многу жртви, многу стрес, многу тага. Како тоа се одразува на менталното здравје на нацијата, дали на клиниката за психијатрија, каде што работите, е забележливо тоа и од голо око дека менталното здравје на нацијата се влошува? Дефинитивно, значи и тоа е го гледате нели и за среќа го гледате здравствените власти и последните неколку без разлика која што го кажам како позитивен контекст на онаа што се другите општествени текови, меѓутоа се смени неколку министри, меѓутоа како приоритет еден во здравството е посочено менталното здравје на децата и на младите. И тука нема никој забелешка дека тоа треба да биде врвен приоритет, бидејќи дефинитивно, ако нели нацијата се обновува или треба да се мислиме на младите, дефинитивно е многу загрозен, нели? И тука во вашата емисија сме збориле и сме правиле ни истражувања на клиниката за психијатрија, колку е порастот и на анксиозноста, и на депресијата, и на само повредувачкото однесување кон младите до едни драматични размери. Тоа не е да го кажуваме дека како наша груба проценка, него имаме нели истражувања кои јасно го покажуваат тоа. Така да, многу ми е драго што сите министри се посветили на тоа, искрено, и сите, да кажам, структури на кои треба да го водат како Министерство за здравство, исто се вклучени Министерство за образование и социјална политика, за кои значи си имаат нели своји стратегии, меѓутоа Министерство за здравство мислам дека и во наредниот период ќе даде значаен придонес во таа насока. Дефинитивно треба еве од тука да тргнеме. Да се огледаме и на други земји, да се огледаме еве со вас сум зборил дека сум учествувал во програми како на пример во Израел, каде што има од мали децата имаат програми на секој чекор од школа, од училиште, па во социјална средина за градење на психолошка резилиентност кај децата и младите, така се потикнува еден позел психолошки профил на едно човек. Да го организираме системот час поскоро, веднаш. Да. Професоре Бергаров, ви благодарам многу за гостувањето во Утинската тема. Благодарам и на вас.